Драги наши, добар ден и добре дојдовте во уште една епизода од програмата Жени со надеж. Ако денес сте прв пат со нас, многу ни е драго што сте наши слушателки. А ако веќе редовно не следите, мило ни е што сте денес со нас. Ќе се потрудиме да ве заинтересираме и да уживате со нас и во следните епизоди. Добре дојдовте и од мене. Навистина ни е драго што повторно сме заедно. Во нашиот подкаст разговараме за различни теми што се однесуваат на жените или кои ги гледаме од женска перспектива. Секако, секогаш сте добре дојдени да ни пишете, да споделите своји приказни, предлози или прашања. Следете не на социјалните мрежи под името Жени со надеж, на Facebook и Instagram или пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com. Денес продолжуваме со една непријатна, но многу важна тема – семејното насилство. Во една од претходните епизоди зборувавме за тоа што значи насилство и накратко ја допревме темата за насилството во христијанските семејства. Денес сакаме малку подлабоко да се задржиме токму на тоа. Ова не е тема која слушаме често, а сепак, за жал, ја има и во нашите семејства. Се чини дека е табу тема и дека луѓето не сакаат да зборуваат за тоа, зашто би можеле да се откријат лични работи што не сакаме да ги споделиме со јавноста. Да, но кога размислувам за тоа и за сите теми за кои велиме дека се табу и не разговараме за нив, посебно во некои верски опкружувања, може би токму таму се јавува гласот на совеста. Може би совеста не предупредува дека нешто не е во ред и поради тоа чувствуваме непријатност, се плашиме од осуда или дека заедницата ќе не отфрли и ќе не смета за помалку вредни, па затоа молчиме. Точно така. Мислам дека многу жени го кријат тоа не само од јавноста и од црковната заедница, туку и од најблиските, семејството, пријателите. Тој товар потоа го носат сами, иако им е тежок и болен. А кога товарот се носи сам, без поддршка, често останува до крајот на животот, особено кај нас жените. А тој товар некогаш не носи и до тешки последици многу побрзо од колку што мислиме. Преку психосоматски болести, незадоволство, стрес, кои можат да предизвикаат и сериозни физички заболувања. Например, проблеми со штитната жлезда, желудникот, реума, главоболки, пореметување во исхраната и многу други. Би можеле да направиме една посебна епизода за тоа. Што мислиш? Секако дека би можеле. Ние од секоја тема можеме да направиме епизода. Колку што гледам, ке се дружиме уште долго. Баш така, жените секогаш се снаоѓаат и се креативни. Се надевам дека овие теми не се интересни само за нас, туку и за нашите слушателки и дека заедно ќе растеме во знаење и разбирање. Како што најавивме на почетокот, денес зборуваме за семејното насилство. Тоа, за жал, не е нова појава, го има насекаде околу нас. Но денес сакаме конкретно да зборуваме за тоа во светлина на христијанството. Да, за жал има многу случаи на насилство. Некои завршуваат трагично, за други никој никогаш не дознава, а луѓето страдаат со години. Бидејќи оваа епизода е насочена кон жени, ќе зборуваме за насилството во семејствата од перспектива на жените. Дали познаваш некоја христијанска фамилија во која има насилство? Јас од пријателка дознав за две такви. Во двата случаи жените трпеле физичко насилство од своите сопрузи. А тие сопрузи биле во црковни одбори, пастори, јакони. И никогаш не се проговорило за тоа што било срамота да се изнесе пред црквата. Веројатно така им одговарало на мажите, а жените оптоварени со својата вера и со христијанските принципи молчале. Да, затоа што навистина е тешко. Бог не учи на смиреност, служење и љубов која долго трпи и се поднесува. И тоа потоа жените го разбираат како повик да бидат тивки, покорни и да трпат се. Но дали навистина треба да биде така? Тоа е прашањето и токму тоа е центарот на нашата денешна епизода. Добре дојде и за Моника, која ќе се вклучи со психолошкиот аспект на оваа појава. Моника, за почеток, дали можеш да ни го објасниш поимот семејно насилство и што опфаќа тој? Кога ќе се спомне поимот семејно насилство, најчесто помислуваме на слика на жена која е тепана или на вербална расправија меѓу брачни партнери која завршува со физички напад. Но,
Семејното насилство не е само тоа. Дури кога децата не се директно повредени, самото гледање или слушање како еден родител се злоупотребува, остава длабоки психолошки последици. Во една претходна епизода зборувавме за различните видови насилство: физичко, економско, сексуално, психичко, вербално. Сега би сакала да се задржам на ова од перспектива на христијанските семејства. Семејното насилство секогаш има врска со мок и контрола. Иако зборот насилство најчесто асоцира на физичко насилство, тоа може да се манифестира и на други начини: економски, сексуален, вербален и емоционален. И тоа може да му се случи на секого, без разлика на возраст, пол, образование, статус или вера. Постои и така наречен циклус на насилство, најправен расте напнатост. Жртвата се обидува да го смири насилникот, следува инцидент, потоа насилникот се извинува, ветува дека никогаш повеќе нема да се повтори или ја купува жртвата со подароци. И потоа доаѓа период на мир, додека повторно не почне истиот круг. Овие фази можат да траат од неколку минути до неколку години, но без надворешна интервенција, разговор, терапија, подршка, фазите на помирување и мир обично исчезнуваат. Остануваат само напнатоста и конфликтот. Насилството во семејството е во целосна спротивност со Божиот план за семејството. Уште на почетокот на Светото писмо, во првите 2 книги, бракот е опишан како соединување на еден маж и една жена во едно тело и како заедница на меѓусебна помош. Во посланието до Ефесијаните во Новиот Завет се зборува за взаемна подчинетост. Се објаснува дека жената треба да му се подчини на својот маж, но истовремено се нагласува дека мажот треба пожртвувано да ја љуби својата жена, како што и Христос ја љуби црквата. И во другите посланија, како што се Петровото и првото до Коринтијаните, се даваат слични упатства. Жената не располага со своето тело, туку мажот, а исто така и мажот не располага со своето тело, туку и жената. Ова значи дека двајцата припаѓаат еден на друг и се повикани да се љубат со истата љубов со која Христос не возлюби нас. Бракот всушност треба да биде слика на односот меѓу Христос и црквата. Затоа семејното насилство е целосно спротивно на Христовиот карактер и на неговото учење. Бог исто така остро го осудува насилството во семејството кое ги вклучува децата. Во псалмите е речено: децата се наследство од Господ, плодот на утробата е награда од Него. Бог им ги доверува децата на родителите, а нивната задача е со љубов и грижа да ги воспитуваат и да ги подготват за живот. Децата пак треба да ги слушаат своите родители, а дисциплината е важен дел од воспитувањето. Но мора да се направи јасна разлика. Дисциплината не е насилство или злоупотреба. Би го кажала и ова. Да се следи Бог значи да им служиме на другите, без манипулација и контрола. Исус им рече на своите ученици: кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви служи. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи да го даде животот свој за откуп на мнозина. Матеј 20 од 26 до 28, Марко 10 од 43 до 45. Неговата заповед кон нас е да се љубиме еден со друг. Јован 13:34. Христијаните се повикани да љубат несебично и пожртвувано, особено своите семејства. Кога ја прашале мајка Тереза како човек може да му служи на Бог, таа одговорила: одете во своите домови и љубете го своето семејство. Секој облик на манипулација или злоупотреба нема никакво место меѓу овие вредности. Затоа не можам да разберам како некој мисли дека може да земе еден стих од Библијата, да го извади од контекст и да си даде за право да ги малтретира своите ближни, а при тоа да очекува тие да трпат, само затоа што веруваат во истите тие вредности на служење. Испаѓа дека едни стихови важат за едни луѓе, а други стихови за други. Но не е така, нели? Се разбира дека не. Јас најдов избор кој зборува и за така наречено религиско насилство. Освен видовите на насилство кои веќе ги спомнавме, постои и овој облик
кои најчесто се среќава токму во семејствата кои се декларираат како верници. Религиското насилство подразбира злоупотреба на религијата за да се оправда или поттикне насилството. Токму за тоа се зборуваше кога се цитираат или толкуваат одредени библиски стихови, но извадени од нивниот контекст, и со тоа жртвата се става во уште полоша положба. Целта е таа да биде заплашена за насилникот да се осигура дека нема да го пријави насилството, ниту ќе се побуни против него, бидејќи ако е верна жена, таа треба да молчи и да трпи се што се случува, затоа што така и доликува, според тие погрешно сватени стихови. Искрено мислам дека ова е еден крајно зол, подмолен и неправеден начин на манипулација со послабите, особено кога доаѓа од луѓе кои се представуваат како верници. Да, ми падна на ум оној стих. Ако тудрат по едниот образ, сврти го и другиот. Матеј 5:39, Лука 6:29. Да, тоа навистина може да се свати како начин на манипулација со послабите. Ако се гледа површно, би изгледало како да е во право оној што те злоставува физички, како Бог преку своето слово да му дал дозвола да го прави тоа. Но тоа е далеко од вистината и од сите вредности што се христијански и кои прават разлика меѓу оние што веруваат и оние што не веруваат или не сакаат да веруваат. Јас истражував малку и дојдов до заклучок дека постојат два аспекти што црквата ги прифаќа кога се зборува за семејството. Првиот е традиционален, според кој мажот е глава на семејството, Ефесијаните 5:23, и се нагласува разликата меѓу мажот и жената, нивните одговорности, улоги и меѓусебни односи. Додека застапниците на вториот аспект го темелат своето разбирање на рамноправноста меѓу половите, но сепак сметаат дека мажот има поголем авторитет во бракот. Како што е речено од еден автор што пишувал на оваа тема, нема ништо лошо во традиционалниот брак, но голема грешка е кога мажот користи насилство за да ја одржи својата положба во бракот. Со ова целосно се согласувам. Исус Христос страдаше, беше распнат на крстот и умре со маченичка смрт, според Евангелијата, особено Матеј 27 и Јован 19. Страдањето, болката и трпението често се гледаат како доблест. Познато е дека жените, за разлика од мажите, се поподготвени и посилни во трпеливото поднесување на болка и страдање. Во едно обкружување каде страдањето и жртвувањето се издигнуваат како вредност, жените често гледаат својата болка како свој крст што им е даден да го носат, како некој начин да се поистоветат со Христовиот пат на крстот, според Лука 9:23. На жени што биле жртви на насилство, многу често им било препорачано да бидат трпеливи во поднесувањето на страдањето и насилството, бидејќи на тој начин тие учествуваат во Христовите страдања. 1 Петар 4:13. И можат всушност така да ја спасат душата на својот насилник. За жал, се уште во некои црковни кругови се смета дека жената треба да ја прифати својата должност, да прости и да заборави, а на црквата се препорачува да не се меша во таквите семејни проблеми. Ако црквата ја сметаме како свое второ семејство, тогаш логично е таа да биде отворена да чуе што се случува во нашите домови и да биде подготвена да помогне кога постојат проблеми што треба да се решат. Во здрава и исправна комуникација меѓу членовите на семејството ќе се почитуваат личните избори. Секој ќе може слободно и јасно да ги изрази своите мисли и чувства и меѓусебно ќе се подпираат едни на други со топлина, блискост и љубов, како што вели писмото. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина, се издржува, се верува, на се се надева, се поднесува. 1 Коринтијани 13 од 4 до 7. Членовите на семејството треба да се однесуваат едни кон други искрено и непосредно, без маски и преправање. Во исто време треба да бидат подготвени да ги признаат своите грешки, затоа што е речено: исповедете ги своите гревови еден на друг и молете се еден за друг. Јаков 5:16. Конфликтите, проблемите, напнатост и грижите се составен дел од секојдневниот семеен живот. Но ако еден член на семејството е насилен, тогаш сите други се загрозени, а семејството како целина не е здраво. Тоа мало семејство е дел од големото семејство, односно од црквата, и не треба да се занемари, туку треба да и се помогне.
Освен семејството, и самата црква треба да расте и да се развива во зрелост, до степен на прифаќање на сите проблеми што ги имаат нејзините членови и да биде подготвена да им помогне во тие ситуации, а не да свртува глава и да се преправа дека тие не постојат. Знаеш ли што е уште интересно во врска со ова? Нема правило каде се појавува ваков вид на насилство. Христијаните, како и целото општество, се една хетерогена група. Различни по образование, економска положба, интелектуални способности, средината во која живеат и така натаму. Она што е особено интересно е дека ниту еден од овие фактори не е пресуден кога станува збор за семејното насилство. Насилството во христијанските семејства се појавува исто како и во секоја друга средина, без оглед на сите горе наведени фактори. Јас најдов неколку статистички податоци поврзани со оваа тема, например, сексуалното насилство предизвикува повеќе смртни случаи и инвалидитет кај жените на возраст од 15 до 44 години, отколку што предизвикува ракот, маларијата, сообраќајните несреќи или војните. Во Велика Британија до 25% од жените искусиле физичко насилство од својот интимен партнер. Насилството често е поврзано со зголемен број на спонтани абортуси, предвремени породувања, ниска родилна тежина кај новороденчињата и повреди на фетусот, дури и со смрт на плодот. Жените во Канада кои имаат насилен свекор се 3 пати повеќе изложени на ризик да бидат злоставувани од сопругот во споредба со жените чии свекори не се насилни. Во Загреб, Хрватска, на секои 15 минути е тепана една жена. Од 15 годишна возраст па натаму 40% од жените во Финска искусиле физичко или сексуално насилство, а 30% од нив доживеале физичко злоставување. Во Ирска, според истражувањата на пријавени случаи, 50% од жените кои биле злоставувани го пријавиле насилството на своите пријатели, а 29% на лекари, а само 20% на полицијата. Според документ на УНИЦЕФ, 24% од жените во Латинска Америка и на Карибите биле физички злоставувани од член на семејството. Највисоки нивоа на насилство врз жените се забележени во Гвајана, Перу, Боливија и Барбадос. Норвешките здравствени власти проценуваат дека секоја година околу 10.000 жени завршуваат во болница поради семејно насилство. Според податоците на Руското министерство за внатрешни работи, секоја година околу 15.000 русинки се убиени од член на своето семејство. Секоја втора жена во Швајцарија има барем една блиска пријателка која била злоставувана од својот сопруг. Американскиот државен завод за јавно здравје известува дека семејното насилство е најчестиот причинител на повреди кај жени во САД, регистрирани се повеќе итни случаеви поради семејно насилство отколку поради сообраќајни несреќи, грабежи и силувања заедно. Овие податоци се однесуваат на некои развиени земји, но бројките и статистиките се уште пострашни во делови од Африка и Јужна Америка, каде што врз жените се уште се изведуваат разни ритуали. Например, во Бангладеш, едно од најчестите и најстрашните облици на насилство врз жените е фрлањето киселина во лицето. Толку честа и тешка појава што за неа е предвиден посебен член во нивниот кривичен закон. Веројатно не можеме ни да замислиме што се случува во светот. Но уште пострашно е кога во сето тоа ќе се вмеша и религиско-емоционалниот дел, па жртвата не знае што треба да направи. Ми се чини дека тој избор е пологичен и појасен кај жените кои не се дел од црквата. Секој чин на насилство се препознава како таков, се пријавува и се решава преку институциите. Но кај жените кои трпат насилство од партнери што се сметаат себе си за верници, христијани, тоа станува многу покомплицирано прашање. Што би можеле да кажеме дека е најдоброто решение во таков случај? Луѓето кои страдаат, кои се злоставувани и мачени, треба постепено и внимателно да се насочуваат и водат до тоа да сватат дека Бог во својата милост е подготвен да ги исцели нивните болки и дека страдањето не треба да се духовизира, ниту да се возвишува.
Христовото страдање и неговата маченичка смрт треба да се прикажат во поинакво светло, да им се објасни на жртвите дека Христос во своите рани и болки ги понел и нашите страдања, дека на крстот сочувствувал со нас, но и дека е победил смртта, воскреснал и ни подарил можност да живееме полн и целосен живот. Не смееме да ги затвораме очите и да се правиме дека нема насилство во црквата. Тоа може и мора да се сопре со навремена интервенција, без разлика колку злоставувачот е ценет член на заедницата, колку е образован, богат или почитуван. Секој мора да сноси одговорност за своите постапки. Верниците треба заеднички да помогнат и на жртвите и на сторителите на насилството, за и едните и другите да најдат безбедност, заштита и исцеление во својата нарушена врска. Значи, оние кои во моментот доживуваат семено насилство, треба да направат се што е можно за безбедно да излезат од таа ситуација. Тоа најчесто значи физички да се оддалечат или иселат од просторот каде што се случува насилството, да ја споделат информацијата со некој близок и доверлив човек и да преземат се што е потребно за тие, а особено нивните деца, да бидат пред се безбедни. Дури кога жртвите се физички безбедни и телесните рани ке заздрават, емоционалните и психолошките лузни остануваат длабоки. Семеното насилство може да остави и сериозни духовни последици. Жртвите често ја губат својата доверба во Бог. Зошто тој дозволи да ми се случи ова? Дали навистина е достоен за доверба? Дали навистина ќе ме сака? Каде беше кога бев злоставувана? Процесот на исцелување бара време. Потребно е да се дозволи емоционалната реакција, тоа е исправен и здрав чекор. Треба да се изрази гневот поради злоставувањето. Ако не се признае сериозноста на ситуацијата, гневот, збунетоста, болката, срамот, не може да дојде вистинско исцелување. Често жртвите се врши преран притисок да простат. Простувањето на вистина е последниот чекор што ја ослободува жртвата, но вистинското простување не може да се даде се додека лузните од насилството не се препознаат и не се соочиме со нив. Жртвите на семејно насилство најчесто ќе треба да побараат помош од добро обучен христијански советник, кој со разбирање и грижа ќе ги води низ процесот на духовно, емоционално и психолошко исцелување. Токму тоа сакав да го кажам. Постојат христијански советници и терапевти кои знаат како да им помогнат на жените што биле жртви на насилство, на нивните деца, но и на самите сторители. Верувам дека и на нив треба да им се даде можност да ги излечат своите внатрешни немири и пориви. Но тоа никако не смее да се прави додека остатокот од семејството се уште трпи насилство, затоа што во такви услови промената речиси никогаш не се случува. Промена обично започнува дури тогаш кога жената ќе превземе конкретни чекори за да се заштити себе си и своите деца. Тогаш насилникот конечно сваќа до каде стигнал и што мора да промени ако навистина сака да ја сочува својата фамилија, но и ако сака да има исправен однос со Бог. Не може да му се помогне ако тој самиот не признае дека има проблем и дека треба да работи на негово решавање. Многу често коренот на таквото однесување лежи во некој нерешен проблем од минатото, траума од детството или во научен модел на насилно однесување во сопственото семејство или обкружување. Во повеќето случаи насилникот никогаш не престанува со тоа однесување без да има интервенција, било од страна на семејството, црквата или заедницата. Затоа е многу важно жената да биде свесна за тоа, како и за фактот дека е одговорна и за начинот на кој растат незините деца во таква средина. Зашто и тие, подучени со истиот модел на насилство, еден ден можат да почнат да го повторуваат истиот образец. И така насилството продолжува во круг. Колку порано се застане на патот на насилството, толку е поголема можноста жртвите да излезат со што помалку трауми и последици, а и самиот насилник да се ослободи од тие деструктивни облици на однесување и да ја излечи својата лутина и внатрешна болка. Може би тогаш најдобро би било да посетат брачна или семејна терапија? И јас првично помислив така, но потоа дознав дека всушност е најдобро, како прв чекор,
И мажот и жената кои имале проблем со семено насилство да поминат низ индивидуална терапија, односно советување, секој одделно. Дури кога секој од нив доволно ќе ги излекува своите лични рани, може да се започне со заедничка терапија, која потоа ќе помогне нивниот однос да се постави на здрави темели, во согласно со вредностите и мерилата што би требало да ги краси еден христијански брак и семејство. Да се зборува за насилство во христијанските семејства е вистински предизвик. Низ целиот свет, па и во нашето обкружување, верниците од различни деноминации често го идеализираат и мистифицираат брачниот и семејниот живот. Колку семејства ја носат маската на светост и совршенство кога доаѓаат во црква на богослужба? Колку само би можеле зидовите на многу домови да откријат за скриените семени тајни, за болката, срамот и тагата што се кријат зад затворени врати во многу христијански домови? Верниците често избегнуваат да признаат дека во бројни семејства постојат случаи на злоупотреба и насилство, а дури и кога нешто од тоа ќе излезе на виделина, тогаш насилството се минимизира, негира или игнорира. На тој начин самата вера и религија се злоупотребуваат, односно стануваат средство за оправдување на насилството. Луѓето се разликуваат едни од други по многу карактеристики. По бојата на кожата, висината, тежината, полот, но и по начинот на животот што го водат. Сепак сите имаат иста длабока потреба. Да бидат сакани, да припаѓаат некому, да ја чувствуваат блискост и грижата на своите најблиски, да бидат важни за некого, да бидат почитувани, да добијат признание за она што го прават, да бидат охрабрени во своите напори, да живеат слободно, да можат да се смеат без страф и да учат и откриваат нови нешта. Бог го создаде човекот токму за ваков начин на живот. Христос јасно покажа дека понизноста не значи трпење на насилство. Човекот има вредност пред Бог. Секој човек има своји квалитети, таленти, дарови и способности преку кои Бог делува, за да можеме да бидеме корисни членови на општеството, благослов едни за други, а во крајна смисла за слава на оној што ни го подари животот. Се свртев и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето. И ете, солзите на онеправданите и утешител немаат. Силата е во рацете на огнетувачите, а закрилник нема. Проповедник 4.1. Делете правда рано изутрина и избавете го угнетуваниот од рацете на угнетувачот, за да не избувне оган од јароста моја и да се разгори поради вашите лоши дела, што никој не ќе може да го угасне. Еремија 21.12. Луѓето често додаваат или одземаат од Божјото Слово за да најдат оправдание за своето однесување. Но тоа никогаш не била Божјата намера. Ние, луѓето, сме тие што си го правиме тоа едни на други. А ми се чини дека се поголема е и неосетливоста на општеството кон оние што трпат насилство. Кога ќе слушнат или забележат нешто што укажува на насилство, многу ми насвртуваат глава под изговор дека тоа не е нивна работа, наместо да се обидат да помогнат на конкретен начин. Затоа и сакавме оваа тема да биде една од оние за кои ретко се зборува, а е многу присутна и потребна за отворен разговор. Се надевам дека успеавме барем некого да охрабриме, да им помогнеме на жртвите да не трпат непотребно и да подсетиме дека треба да се зборува и за насилниците како луѓе што и Бог ги сака, но не и нивните дела. Тие мораат сами да се соочат со своите постапки. Верувам дека Бог страда кога има семено насилство. Не е рамнодушен кон жртвите, ниту пак ги напуштил. Неговиот план за човечките односи, особено за семејството, е прекрасен одраз на неговата природа. Намерата на семејството е да одразува Божјата љубов. Затоа Бог се нажалува кога домот се претвара во место на болка. Сигурни сме дека неговата желба за сите вклучени во семејното насилство, и за жртвите, и за насилниците, е целосно исцеление и мир. И јас верувам дека е така. Бог не создаде да живееме во услови на насилство, викање, несигурност. Тој рече дека ни го остава својот мир. Ако чувствуваме дека нешто не е во ред, дека не треба да живееме на начин што не се вклопува во сликата на Божјата љубов, тогаш треба да ги споделиме тие чувства со некого кого му веруваме.
и потоа да преземеме нешто. Бог ќе го сврти сето тоа на добро, бидејќи така ни ветил. Мислам дека најубаво е да ја завршиме денешната епизода токму со тоа ветување. Иако спомнавме тешки мисли, факти и согледувања, сепак треба да завршиме со надеж, дека со Божјата љубов се може да се реши и дека тој на крај прави се да заврши добро. Секако очекувајќи и наша акција во меѓувреме. А што може да биде подобра акција од молитвата? Би сакала сега да се помолам за вас и за нас, драги слушателки. Можете да се молите со мене или подоцна кога ќе бидете сами со Бог во тишината во вашата тајна соба. Драг небесен татко, ти благодариме за можноста да ги споделиме нашите мисли и пораките со жените околу нас. Веруваме дека ти си ни ги ставил овие зборови во срцето и си ја поттикнал оваа тема за која зборувавме. Веруваме дека ти си не создал за да живееме живот во полнота, за тебе да бидеме сол и светлина, да имаме мир и нашите семејства да бидат оази на мир и разбирање. Те молиме, помогни ни да ја разбереме твојата волја за нашиот живот. Дај ни сила и мудрост да се заштитиме себе си и нашите деца, да им обезбедиме безбедна средина за раст и развој. Те молиме и за насилниците меѓу верниците. Отворим го умот и очите да ја видат тежината на своите дела и да разберат дека тоа е грев пред тебе, дека ти никогаш не си предвидел луѓето во брак да се однесуваат така едни кон други. Ти благодариме што не слушаш, што не сакаш, што сме драгоцени во твоите очи и што сите сме создадени со цел и смисла. Ти благодариме за твојата љубов. Во името на Исус. Амин. Драги слушателки, тука завршува нашето денешно дружење. Следете не на социјалните мрежи под името Жени со надеж, на Facebook и Instagram или пишете не на мејлот zenisonades@gmail.com. Би ни било драго да слушнеме ваши мисли, предлози или барања за молитва. Ви благодариме што бевте со нас и до следното слушање.